Ако зборуваме за кредибилитетот, тој е секогаш најважен, но во состојба на огромна медиумска поларизација, ние не може да разговараме за кредибилитет. Колку и вие да сте кредибилни во она што го работите, колку и да се обидувате да ги проверите информациите од повеќе извори, колку и да работите професионално, колку и да го почитувате кодексот на новинарската професија, на крајот од денот ќе се најде некој кој вас ќе ви стави етикета. Некој кој политички ќе ве нападне и вие колку и да се борите за кредибилитет, на крајот секогаш завршувате во борбата за влијание. Затоа што, повторувам, медиумскиот сектор во Македонија е неприродно поларизиран. Ова е глобален тренд. Не е само кај нас, но кај нас се одрази многу интензивно и веќе предолго. И токму затоа мислам дека во Македонија никој не ни се бори веќе за кредибилитет, од една единствена причина што колку и да се борите, вие секогаш ќе заглавите во на крај борба за влијание. Неутралноста во новинарството е еден концепт кој подолго време, особено во западните општества, јас нашето општество го гледам низ таа призма, ние сме реално западно општество, ние сме одредена форма на либерална демократија, сегде има идеолошки предзнак. Но тоа не е лошо. Еве, земете ги Соединетите Американски држави. Во овој момент најголемите критики кон председателот Доналд Трамп доаѓаат од медиуми кои имаат се уште десно уредувачка политика. Во Америка во моментов не е најголем критичар на Доналд Трамп CNN, најголем критичар на неговите политики е Такер Карлсон, кој е долго време десно деклариран, нели, и се уште е во таа идеолошка ориентација. И тука доаѓа таа заблуда дека не може да бидеш непристрасен. Како вели Антонио Грамши, јас сум човек, значи сум пристрасен. Секогаш не може новинарот да се абстрахира од своите размислувања и своите позиции. Но тоа не значи дека треба да му биде сервилен на политичарот. И токму затоа најголемите критики, па дури и кон оваа власт, доаѓаат од луѓе и од медиуми не што имаат лева провиненција, туку сосем спротивно. И дури и повеќе боли кога некој кој има спротивна провиненција односно иста провиненција со вас ќе ви упати критика. Тоа не е лошо, доколку е насочено кон јавниот интерес, односно доколку е насочено кон тоа политичарите да се стават на трасата, да работат поодговорно, потранспарентно и да спроведуваат политики кои ќе донесат резултати за сите. Главниот проблем кај нас е што медиумите многу малку го креираат јавниот наратив. Доколку вие се запрашате кои се најголемите 10 работи, најважните 10 работи за кои се зборувало во последните 365 дена. И седнеме и направиме листа кои се тие 10 работи. Вие ќе сватите дека од 10 1 до 2 се работи кои произлегле од медиумите. Дали зборуваме за истражувања, дали зборуваме за теми наметнати од медиумите и така натаму. За што говори ова? Ова говори дека практично во Македонија, за разлика од голем дел од светот, каде што политичарите трчаат да ги стигнат медиумите во наметнувањето на наративот, кај нас е обратно. Медиумите трчаат по политичарите. И ние имаме ситуација да реално медиумското влијание во Македонија е многу мало, иако изгледа големо. И медиумите во нашата земја, сите ние, сме претворени во одреден рутер на она што извира од политичарите. Бев на една сериозна постдипломска обука во Осло, на Универзитетот во Осло,
во делот на политичката економија и се разговараше и за политичките кампањи. Имаше еден гениален истражувач кој презентираше истражување и вели, замислете, вика, има 3 или 4 држави во Африка и ги спомнува. Мозамбик, Маурициус и не знам која беше третата, каде што вика за предизбори им даваат на луѓето мајци, капчиња, упалјачи и пенкала. И ја крајам рака, викам, извинете, јас сум од Македонија и немојте, викам, вака да ја навредувате Африка. Еве, ние сме некаков дел од Европа и кај нас, велам, се случува ова. И човекот знаеше. Вели, да, ја правам истражување во оваа област. Македонија е и уште една-две земји. Тука е Босна и Херцеговина, Србија, дел во Бугарија. Но во овој комплот се да се даде. Упалјач, пенкало, мајца и се останато, веројатно сме единствени. Сега политиколозите ова го нарекуваат, вели, во Африка луѓето немаат доверба во политичарите и велат, види, ти секако ќе ме крадеш, ти секако ќе ме лажеш, дај барем да земам маичка. Веројатно и кај нас од прилика така изгледа сето тоа. И тоа толку лицемерно до ниво, не знам, политичките опции кои промовираат забранување на пушење, што е во ред, да ви даваат упалјачи. Знаеш, а зашто се користи тој запалка, нели, литературно? Политичките комуникации за време на избори кај нас е едно тотално клише. ВМРО ДПМН има добар рецепт, наоѓаат една песна, ја преработуваат, наоѓаат добар слоган, кој секогаш побудува национални емоции и тие истрчуваат со тоа. СДСМ од друга страна постојано хаска во кампањите да оправи се непопуларно што претходно кажале и направиле. И реално кај нас политичките кампањи, исто како сегде у светот, не менуваат многу. Тоа е 1, 2, 3%. А политичките комуникации отпосле не гледам стратегиска димензија. И доколку некој ви шири, знаеш, ние постојано слушаме обвинувања, некакви анализи така натаму, па сега тука имало некакви израелци, некакви германци, некакви американци кои биле гениалци за односи со јавноста, па на нашите политичари им правеле стратегии. Не, доколку ги погледнете политичките комуникации на нашите политички субјекти, вие ќе видите дека таму нема никаква стратегичност. И дека тоа е баш она, ден за ден, кој ќе пушти повеќе соопштенија, па ќе се преброи на крај на Facebook кој добил денес понегативни коментари, дали вие или противникот, и на крајот се удира некоја математика и ние победивме денес, ние денес бевме подобри. Политичките комуникации во Македонија исто така не произлегуваат и не се разликуваат, нели, од она што денес е тренд во светот. За жал, веќе и сегде е така. Доколку вие го отворите профилот на Кир Стармер и ги видите коментарите под неговите постови, вие ќе видите дека не се разликуваат драстично од коментарите под постовите на нашите политичари. Проблемот е што кај нас тоа е секогаш поизразено. Ние сме дел од трендот, но ние сме најизразениот дел од трендот во негативна смисла. И тоа е така подолго време и не знам до каде ќе стигнеме со ова. Кога јас почнав да работам подкаст, тоа беше 2019-2020 година. Таа сезона го почнав подкастот. Тоа е сега веќе пред 7 години доаѓа. 6,5-7 години. Тогаш во Македонија имаше само 2 подкасти. Тоа бевме јас на Радио Лидер и Столен Умов на Канал 7.7. Денес има 50 подкасти. Денес подкаст отвара секој. Дали е тоа добро или лошо? Јас сметам дека е добро. Зошто? Затоа што веќе медиумите се демократизираат и секој може да стане форма на медиумска личност, на новинар, на креатор на јавно мислење. Вас денес, за да направите подкаст, еден подкаст да го снимите чини 100 евра. Тоа не се големи пари. И тоа се далеку подостапни работи
од на времето, нели, да направите телевизија, да направите радиостаница, тоа се инвестиции кои чинат стотици илјади милиони во одредени случаи евра. Демократизацијата носи секогаш нови имиња, но на крајот се е борба за тоа кој ќе биде поквалитетен и погледан. Тоа е лошо, затоа што не секогаш најквалитетното е најгледано, односно скоро никогаш најквалитетното не е најгледано, затоа што луѓето едноставно сакаат ниски страсти, сакаат нели, кавги, сакаат малку поразлична форма. И главниот проблем кај нас во овој момент е што политичкото новинарство влегува во фаза на ентертејмент, на забава. И тоа се повеќе го гледаме, се повеќе се преклопува и тоа повторно е тренд што исто така доаѓа од запад, но е тренд кој ние го почнавме. Кај нас теории на заговор, ентертејмент и политика у рани 2000-ти почна као концепт. И Западот го прими од Источна Европа ова. Адвертајзерите веќе се повеќе го менуваат структурно начинот на работење и се повеќе нивните буџети не завршуваат во традиционалните маркетинг агенции кои потоа нели се рекламираат на конвенционалните медиуми, туку се поголем буџет од парите завршуваат во Google, во Facebook, во не знам, Мета како се вика фирмата, и потоа од таму се редистрибуираат кај креаторите на контент. Така што овој тренд нема да запре, ќе стане уште по изразен, не само овде, сегде, но најголемата трагедија на овој тренд е што овој тренд создава монополи. И во овој момент, во однос на креирањето на јавното мислење, Facebook и Google се повлијателни од било кој национален или интернационален ентитет. И ова говори баш она што Варуфакис го нарекува технофеудализам. Стануваат премокни, стануваат превлијателни и еве сега гледам во Македонија има изразена пропаганда која доаѓа од соседна Бугарија. Гледам како луѓе од таму, тоа е најверојатно државна политика некаква, свесно влегуваат и го манипулираат алгоритмот на Facebook да нас ни се појавува контент што ги нели промовира нивните гледишта. И тоа е незапирливо, вие тоа не може да го спречите. Не постои државна политика што може да рече чекајте, ова е пропаганда, ова е закана за националниот интерес, ова е агенда. Затоа што тоа не го прави, не може да биде регулирано од национален ентитет. И ова ќе биде се поизразено, и е се поизразено, и голем дел од луѓето кај нас живеат во заблуди благодарение на вакви пропаганди и вакви кампањи. Во нашите Facebook алгоритми, ако погледнеме, ќе ви излезат рилсови за тоа каков распад систем е во одредени земји. Тоа промовира ксенофобија, политичките субјекти се возат на таа агенда, иако научно, да речеме, доколку не увезуваше мигранти Германија, веројатно ќе беше во рецесија најголем дел од годините пост светската економска криза, но пропагандата вели различно. И пропагандата ги убедува македонците дека е проблем луѓе од странство да дојдат да работат овде. И тоа го гледаме. Секогаш се манипулира, го земав као пример, со тие ниски страсти на луѓето и секогаш ова стана една глобална машинерија против која вие не може да се борите. Ви благодарам за времето. Ви благодарам и вам.